Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на филмскиот магазин Филмополис на ТВ Телма. Вечерва во првиот дел ја проследуваме македонската промоција на новиот филм на Антонио Митричевски "Деца на сонцето", кој по фестивалската премиера на Браќа Манаки на затворањето на 35-тото издание на фестивалот, вечерва се случува токму во Скопје во киното Милениум. Ова е трето остварување на Антонио Митричевски во кое собра завидна актерска екипа, се работи за семејна драма во која Митричевски и со која Митричевски се надева дека ќе ја заинтригира македонската публика да го погледне овој филм во кино во текот на овој месец. Одиме "Деца на сонцето", Антонио Митричевски, кино Милениум. Во почетокот на овој век, Македонија уште се наоѓаше под владењето на Турската империја. Но народот водеше борба за слобода, спремајки се за вооружено востание. Меѓу многобројните борци се наоѓаше една група млади патриоти кои се бореа за слободата на својата земја на еден поособен начин. Знаеш колку те сакам? Колку? Многу. Јас многу те сакам, Антовче. Во најмала рака чуден живот води новиот филм на Антонио Митричевски "Деца на сонцето". Своето прво јавно прикажување го имаше на Канскиот фестивал во мај, потоа работата беше повлечи потегни за неговото присуство на фестивалот Браќа Манаки, каде не се знаеше дали ќе биде филм на отворање или затворање, борејќи се со Добалчак на Столе Попов, па следеше интернационалната премиера на Рейнденс фестивалот кон крајот на минатиот месец, за конечно тој да стигне и на репертоарот на домашните кина. Сепак, како Рейнденс да представува клучен момент за филмот, особено за негова промоција надвор од границите, потенцирајќи дека тој ги поддржува независните филмови и автори, што во случајот со Митричевски и "Деца на сонцето", оваа констатација е сосема дискутабилна. Завладе на сите страни. Ако мрак завладе на сите страни, една сила е што не крева угоре и треба и детелина, сакаат виделина. Нема ниту сенки, кај што нема светлина, и мразот не попушта без топлина. И мразот не попушта без топлина. Третото целовечерно остварување на Митричевски следи по првенецот преку езерото од 1997 и како лош сон од 2003 година. По прилично камерните први два филма, овој пат режисерот се одлучува за поголем актерски ансамбл, составен од различни генерации на македонски актери, надополнети со по некој странец и интересно со неколку деца натуршчици. Токму работата со актерите е една од неколкуте клучни нешта за успешен финален продукт. Сепак присуството во заеднички сцени на имиња како Мето и Владо Јовановски, надополнети со доаѓенот Милица Стојанова, режисерот на филмот како да не знал да го искористи, па во 90 минути сме сведоци на потенцијал кој не е искористен и цело време како гледачи искрено жалиме поради тоа. Во исто време, гостувањето во првиот дел од филмот на фантастичниот босански актер Емир Хаџихафизбеговиќ е исто така комплетно неискористено, доколку знаеме дека тој на последното издание на Венециската мостра доби една од актерските награди за неговата роља во филмот "Такви се правилата" на режисерот Огнен Свиличиш. Сепак вината веројатно лежи во тенкото сценарио, иако истото го подпишува големиот Гордан Михич, чие име Митричевски со години го нагласуваше како важен сегмент за на крај конечно филмскиот фонд да му одобри средства за овој филм. Голтај ги овие слики шарени, додека на југ птици не одлетале, додека облаци и дожд не засметале, додека со ѓаволот не сме се пресметале, додека со ѓаволот не сме се пресметале.
Филмот на Митричевски е приказна за семејството и лојалноста, љубовта и загубата, предавството и искупувањето. Додека мафијата го уништува животот на едно големо семејство и ги остава на работа од екзистенцијата, силна и тајна љубов се разгорува меѓу гангстерот Марко и Ангела, која пак незиното семејство преку огласи ја ветило на еден балкански гастарбајтер од Германија. Монтажер на филмот е Андрија Зафрановиќ, музиката ја подпишува легендата Владко Стефановски, кој има и мало појавување на почетокот и крајот од филмот како Lonely Rider in the Sun, што е сосема ирелевантно за приказната, и како најсветла точка за споменување директорот на фотографија полјакот Јарослав Шода, кој очигледно инспириран од Преспа и незините убавини, ја чепнал уметничката нота во себе и ја развил до бескрајни убавини. Впрочем, филмовите на Митричевски од секогаш и изгледале визуелно убаво, пред се благодарение токму на квалитетните полски директори на фотографија со кои соработувал. Да ти се наебам на транзицијата, да ти се наебам! Не е крај на светот! Аталија кафаната, ќе направиме нова! Шо бе, Дупле? Ти беше шеф на смена. Ќе те распарчам и на кучињата. Да ме разбра! Марш! Тато, дојди вамо! Мето Јовановски, Милица Стојанова и Владо Јовановски извадиле максимум од она што го добиле во сцените, давајќи им крв и месо на до крај недефинираните ликови, кои и покрај повторливите реплики сепак ни ја доловуваат атмосферата во едно македонско семејство на работа од екзистенцијата, чија иднина е сосема неизвестна. Одвратен е. Ти знаеш дека нема да се мажам со него, така? Прво да ви кажам, голема улога не е. Е пристојно, нели битно е да се трча, не мора да се победи. Но сум среќна дека го фатив тој тренд да заиграм. Оти на времето не игра македонските актерки. Многу интересно, многу убава соработка и со Антонио, и со целата екипа, а темата ми се допадна што е животна, секојдневна, обична, со добро, со радост, со лутина, со се. Баш животот го представи овој филм. Мислам дека и таква беше амбицијата и на сценариото, и на Тони така. Има една фина метафора со сплавот кој плови по езерото. Да. Што за вас представува сплавот и каде оди тој? Тој оди кај ќе го усмериме, евентуално ако невреме не однесе таму кај што не треба. Како и да е, сплавот кој како метафора е фино искористен во филмот Деца на сонцето плови по прилично немирни води, иако промоцијата и изјавите поврзани со ова остварување одат на таа се попопуларна и веќе видена популистичка линија. Иако кинопремиерата на филмот во Македонија е актуелна и веќе тече, продуцентот на филмот Дејан Милошевски по скопската премиера од сцената најави дека на големо течат подготовките за следниот филм на Митричевски Битката на Беласица. Кои и какви копродуценти ќе се залепат за ваков сериозен и гломазен проект останува да видиме, особено по филм како Деца на сонцето. А тоа ми вели, слушам, стимале големи проблеми, маки, големи маки. Би сакал да ве земам под свое, да се грижам за вас, да и вие да бидете деца на сонцето. Да ти ебам исто! Да ти ебам запад! Да ти се наебам на транзицијата, да ти се наебам! Не е крај на светот! Аталија кафаната, ќе направиме нова! Шо бе, Дупле? Ти беше шеф на смена. Ќе те распарчам и на кучињата. Да ме разбра! Марш! Тато, дојди вамо! Ја мислев дека сега ми почнуваат најбавите години на мојот живот. Овен! Овен од злато! Ќе биде кралица, ќе живее во палата. Опа! Каков идиот. Одвратен е. Ти знаеш дека нема да се мажам со него, така? Ќе се омажеш и точка. 9 мерцедеси, 3 хектари парк, хидроавион. Немој да си ја секирај душата. Се работи за милиони. Шо пре овој бе пичкали му матерна бе касата таму бе. Але!
ти рече директорот? Лајне од мамути. Знаеш колко те сакам? Колку? Много. Цело време сонувам еден ми сон. Сите дома стојат и само ме гледаат. Ме гледаат. По освртот на филмот Деца на сонцето на Антонио Митрикевски, магазинот го продолжуваме со преглед на два филма кои во изминатиот период беа прилично актуелни во светските кинохрамови. Се работи за новото остварување на францускиот режисер Майкл Гондри, Мут Индиго, инаку адаптација на славниот роман на Борис Вијан од 40-тите години на минатиот век. По него и новото остварување на откачениот Монти Пајтоновец Тери Гилиам, Нулта теорема, во кој исто така собира завидна актерска екипа која, впрочем, од секогаш и сакала да игра во неговите откачени филмови. Мут Индиго и Нулта теорема во Филмополис. Помина долго време откако француската актерка Одри Тоту го освои светот со прекрасната Амели. Од тогаш сними неколку помали забележителни филмови, но со годинашниот хит Мут Индиго се чини дека таа повторно се враќа на голема врата. Базиран според книгата Пената на деновите од 40-тите години на минатиот век на култниот авангарден француски писател Борис Вијан. Во филмот покрај Тоту машката главна роля ја толкува Ромен Дури, а режијата ја подпишува секогаш возбудливиот Майкл Гондри, кој е познат по својот ексцентричен пристап и големите побарувања од актерите со кои работи. That was funny because I think it was very stressful and yes, it was not something natural, but it's it was great because it's almost when you play with a child, it's like you can't really. I mean, you have to support and, reassure. But it was, we had a great time, yes. Мут Индиго ја следи надреалистичната љубовна приказна на Клои и Колин, проследена низ борбата со тешката болест. Филмот изобилува со стоп-моушен слики, необјасневи објекти, љубезни карактери, движечка храна, луди танци и се што може да замисли една фантазерска глава како онаа на Гондри. Инаку ова е втор заеднички филм на Тоту и Дори, кои претходно беа пари во филмот на Седрик Лапиш Коцкарска среќа. Токму поради хемијата меѓу нив на големото платно и Мут Индиго го прават и повеќе од комплетна надреална филмска сторија која вреди да се доживее и неколку пати. C'était un peu court, hein. Right, Quinn, how's it hanging? Sorry. We prefer not to be touched. Right. You seem tense. There's very little that brings us joy. You're a tough nut to crack. And of course I don't mean not in the pejorative sense. Покрај филмот на Гондри, еден од највозбудливите филмови во моментов во светските кинохрамове и новото остварување на лудиот Монти Пајтоновец Тери Гилиам, насловено Нулта теорема. Фановите со нетрпение го очекуваа неговиот нов наслов, бидејќи тој во своите филмови секогаш ни подарува свет кој не е лесен за објаснување, но кој истовремено е сосема неодолив. И како што вели самиот Гилиам, нема потреба за дообјаснувања, бидејќи самиот тој одбива конкретно да зборува за пораката во неговите дела. Short of a full scoop. That's why I chose you, I think. Oh, nothing left to lose. По прекрасните Бразил од 80-тите и 12 мајмуни од 90-тите години на минатиот век, Гилиам овој пат ни зборува за компјутерскиот гений игран од оскаровецот Кристоф Валц, кој е обседнат со пронаоѓањето на смислата на животот. Тој работи врз мистериозен проект со чиј крајен резултат се надева дека ќе долови смислата на екзистирањето. Покрај Валц, во другите улоги настапуваат Мет Деймон и Тилда Свинтон, како уште еден доказ дека кога се работи за овој филмаџија, актерите се борат за улога во некој негов нареден филм.
Yeah, I mean, there are actors out there that don't just want to be stars, they want to play. They want to get a chance to show another side of what they can do, and that's kind of what it is. And I think that's basically what I offer in most of my films, that take people and put them in parts that you would not normally see them play, and they wallow in it. Zero must equal 100%. The zero theorem is unprovable. 100%. I think I've got a friend who might be able to help. You're a pretty intense guy. Locked up all alone. So, tell me, how did it all start? Во последниот дел од магазинот се посветуваме на актуелната документаристика. Деновиве прилично актуелни документарни филмови во светските кинохрамови. Прво започнуваме со блог во кој ќе видиме еден палеонтолог кој упорно се бори ископаниот T-Rex да се најде во еден од локалните музеи. Исто така, тука и новото остварување на режисерката Рори Кенеди, која овој пат ни зборува за последните денови од Виетнамската војна. Сосема во последниот дел од магазинот пак се посветуваме на актуелните музички документарци. Тука е славниот американски, односно африкански музичар Феми Кути со приказната за неговиот исто така славен татко. И на крајот новиот документарец посветен на животот и делото на можеби најактуелниот рокер во светот Ник Кейв. Светската документаристика деновиве е побогата за уште еден наслов, Диносаурус 13, кој е актуелен во кината низ Соединетите Американски држави. Се работи за приказна за големите фосили и големиот брат, алијас владата на сад, низ зборовите на палеонтологот Питер Ларсон, кој има свое гледање на настанот кој започна во далечната 1990 година, а не е разрешен до ден денешен. And it's going to be a complete T-Rex. In your lifetime, you don't hope to find something that... Диносаурус 13 ја разголува приказната за еден од најцеловитите пронајдени T-Рекси воопшто досега, во споменатата 90-та година во Јужна Дакота. Но токму во моментите кога фосилот требало да биде пренесен во локалниот природно-научен музеј, се појавуваат проблеми со нативното индијанско население, со собствениците на земјиштето, за на крајот да интервенира владата на сад и да ја преземе грижата за фосилот на T-Рексот под свое. Но истиот тип од 24 години се уште не е изложен пред јавноста и палеонтологот Ларсон заедно со режисерот Тод Милер се надеваат дека ќе кренат свеста за проблемот токму преку овој документарен филм, кој веќе наидува на добар прием кај гледачите, разгорувајќи ја дебатата на темата на социјалните мрежи. It's about this wonderful town and this wonderful dinosaur and how this wonderful town fought, and this community in western South Dakota fought for that dinosaur in a way that, you know, it's remarkable how this brought this wonderful community together. It was spectacular. Teeth like this, just sticking right out of the skull. We're going, oh my God, look at this thing. Look how huge it is. This has got to be bigger than the one at the American Museum. It's huge, it's wonderful. Деновиве и Рори Кенеди е актуелна со својот нов документарен филм. Таа во него фрла поглед врз последните денови од Виетнамската војна, токму во време кога Америка започнува нова. Авторката вели дека е многу лесно да се направат паралели на тезите кои таа ги развива во последните денови во Виетнам и актуелната политичка ситуација во незината земја. Our film, as you know, takes place entirely in 1975 and really tells the story of the final days of the war, of the Vietnam War. But I think that when people watch the film, there are obvious parallels to what happened 40 years ago in Saigon and what is happening now, both in Iraq and potentially in Afghanistan, I think, increasingly. There are no words to describe what a ship looks like that holds 200 and has got 2,000 on it. I don't think anybody really understood the magnitude of it
Рори Кенеди е најмладата од 11 деца од бракот помеѓу Роберт Ф. и Етел Кенеди. Незиниот филм нема класична нарација, туку само интервјуа со луѓе кои биле дел од Сајгон, но и оние кои ги влечеле потезите во Вашингтон, се со цел да се долови зошто американците и јужните виетнамци ја напуштиле земјата во 75-та година, а северните виетнамци останале во Сајгон. Ова е трет успешен документарец на Кенеди во последниве 7 години, а незината следна желба е работа на дебютанско целовечерно остварување. When I tell President Ford the airport is being shelled and I say it's now time to pull the plug, he keeps coming back time and again. You really think we have to do it? That's how heartbreaking it was for him. He finally, reluctantly, gave the go-ahead for the final evacuation. So there was very limited freedom. So people were feeling all that pressure. And then there's one guy, they say, speaking out against military. What is happening in Nigerian prisons is nothing short. По двата политички ангажирани актуелни документарци на крајот од магазинот простори за музичката документаристика, но барем во следниот пример повторно поврзана со политичкиот активизам. Славниот нигериски музичар Феми Кути во новиот документарец вели дека во животот од секогаш учел од неговиот славен татко Фела Кути, кому му е посветен и документарецот насловен Наоѓајќи го Фела. Неговата музичка, но и политички ангажирана кариера беше овековечена со трите награди Тони за актуелната представа која го носи неговото име, а сета важна библиографија за овој култен африкански музичар на големото платно ни ја пренесува авторот и режисер Алекс Джибни во новиот документарец. Фела е создател на афробитот, музички стил кој ги фузионира джезот, традиционалните западноафрикански ритми, фанкот и психоделичниот рок. Музиката беше витален дел од неговото екзистирање, но и гласноговорништвото против милитаристичкото диктаторство во неговата земја. Сепак, синот Феми е малку повоздржан во однос на политичките прашања, иако и неговите концерти неколку пати биле забранувани од нигериската влада. I am not probably as militant in my approach with my vocals, because then I think the understanding there is I've never been beaten like he was. I have no reason to be that aggressive. And then I think I think I should be, I don't want to use the word, I think I should be very diplomatic in terms of I have to be very careful. Do I want blood on the streets? No. Do I want a bloody revolution? Do I think that is the solution for Africa? No. She also supported him ideologically. That was his whole template. Протагонист во добар дел од документарниот филм е токму и Феми Кути, кој почнал да свири со бендот на Фела кога бил тинејџер. Токму затоа тој е совршен за промовирање на новиот документарен филм на Алекс Джибни, кој претходно се прослави со филмот за неколкукратниот првак на Тур де Франс, Ленс Армстронг. When they grabbed you and took you to that window and held you there. И на крајот простор за долгоочекуваниот документарец за животот и делото за можеби најзначајниот рок музичар на денешницата, господинот Ник Кейв, насловен 20.000 денови на земјата. Австралијанецот со британски пасош во изминатите години доби многу сценарија за раскажување на неговата приказна на големото платно, но конечно ја прифати оваа на авторите Јан Форсайт и Джейн Полард, чија премиера се случи минатиот месец во Лондон. At the end of the 20th century, I ceased to be a human being. Do you ever have that sense of being an outsider? Do you love performing still? I live for it. There's something that happens on stage where you are transported.
20.000 денови на земјата е рокументарец сместен во 24 часа од животот на рок-иконата Ник Кейв, во чие обкружување со своји камео настапи се појавуваат и Кайли Минок и Рей Винстон, но и Џон Хрт, Бил Вајман, како и членовите на неговата музичка банда The Bad Seeds, Ворен Елис, Џорџ Виестика и Бери Адамсон. Филмот ја слави моќта на трансформацијата на музичарот и неговата креативна имагинација во текот на изминатите 3 декади на сцената. За разлика од гостите на премиерата, Ник Кейв се одлучи да не дава никакви изјави. Едноставно тој сметаше дека филмот говори се, па и повеќе од тоа. Creative, very talented, funny, and an incredible performer. Just being outside, I mean, apart from being a friend, and not that I see him very often, but he's a very innovative fella. And they don't grow on trees. You know, very talented, very innovative. I'm flying, look at me now. I'm flying, look at me now. This shimmering space where imagination and reality intersect, where all love and tears and joy exist. This is the place. This is where we live.